Барањето на лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски за предвремени парламентарни избори не само што не се реални во овој момент, туку се и неодговорни, вели Џабир Дерала од невладината организација Цивил. Тие во својата позадина немаат ништо друго освен политички маркетинг, вели тој. Несериозно сега да се бараат избори, кога имаме и редовни избори напролет 2024 година, а среде први чекори сме во преговорите со Европската Унија, среде повеќекратна криза се наоѓа и светот, нели не одминува нас, се приклучат кон процесите и кон постапките да се справиме со кризата сите заедно. Се оди на тоа да се форсира нешто што навистина нема реални основи, нема зошто да се прават такви политички акробации. Новинарот Бранко Геровски смета дека во прилог за брзи избори на ВМРО-ДПМН моди повисокиот рейтинг кој го има во однос на владачката СДСМ. И тоа секако е реална основа да се постави барањето за предвремени избори. Она што е нереално е предвремени избори да се случат според сценариото на Зоран Заев, односно со претходен договор меѓу него и ВМРО-ДПМН, што би било, како да кажам, една политичка непристојност, една ситуација која до сега не е забележана во македонската политичка историја. Така што мислам дека од тој аспект барањето на предвремени избори, планот, сценариото е нереален, но дефинитивно легитимно барањето на ВМРО-ДПМН се оди на брзи предвремени избори. Геровски смета дека 2023 година ќе биде бурна година и Дерала очекува турбулентна на политички план година. Има неколку отворени прашања што треба да се решаваат, така че има една сериозна криза во поглед на барањето на Бугарија, бугарското малцинство да биде запишено во уставот. Оно што очекуваме разговорите меѓу Скопје и Софија за модалитетите, за евентуално условите под кои би се случило такво нешто, за гаранциите за такво нешто, без што јас не верувам дека може да дојде до ваква промена. Очекувам тие разговори да почнат час поскоро. Сите тие процеси започнати во контекст на Европската Унија може да бидат и забавени токму поради таквите состојби во политичките партии, на политичката сцена, внатре во политичките партии. Се разбира дека нашиот од кон Европа, кон Европската Унија и нашето членство во НАТО им пречи на одредени центри на моќта, пред се на Кремљ, и тука ќе се обидат да направат проблеми, односно да внесат тензии во самата земја, меѓутоа и во целиот регион. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.